Штедачите на Евростандард банка на протест пред Државната комисија за спречување на корупција. Сдруженијето на оштетените физички и правни лица Правда за штедачи бара оставка од антикорупционерите. Според нив, членовите на антикорупцијска направиле пречекорување на надлежностите и овластувањата заради недозволен и неовластен притисок врз уставен судија со изнесување на јавно предупредување. Пречекорувањето беше направено на недозволен и неовластен начин со притисок врз уставен судија поради наводен судир на интереси, со што уставниот судија беше принуден заедно со останатите членови на Уставниот суд да поднесе барање до комисијата за расчистување на тој случај. На тој начин не само што беше извршен притисок врз конкретен уставен судија, туку и комисијата изврши влијание на Уставниот суд. Непосредно пред почетокот на протестот, председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска на штедачите им рече дека се сочувствува со нив и дека антикорупционерите не се мешаат во одлуките на судот. Штедачите вербално ја нападнаа Ивановска дека во случајот има судир на интереси и влијаеле врз највисоката судска инстанца. Ивановска на ова им одговори дека ставот на антикорупционерите е ист и сега и на 15 април, кога беше седницата на Уставниот суд. Имавте ли став на 15 А не требаше став да имате пред? Значи, само да ви кажем една работа. И на 15.4 ги третиравме истите членови. Дали имавте став? Не. Значи, ние ги предочуваме. Ама, значи, ние съобщение од ДКСК не излегло. Ако не излегло... Па не излегло сега съобщение. Не. Инаку, Уставниот суд не донесе одлука по иницијативата за оценка на уставноста, поради дилемата дали судијата Дарко Костадиновски имал судир на интереси затоа што бил во кумовски односи со синот на Трифун Костовски. Во врска со ова прашање, Уставниот суд решил да се обрати до ДКСК, која се произнесе дека судијата може да присуствува и одлучува и ова мислење ќе биде испратено до судот.